Парни Ваљак, македонски пејачи и диџеи, како и група од Косово. Ова е понудата на градот за прослава на новогодишната ноќ на плоштадот Македонија во Скопје. Новогодишната програма ќе почне во 21 часот на градскиот плоштад Македонија и ќе трае до 1 часот по полноќ. Ова на денешната пресконференција го соопштија скопскиот градоначалник Петре Шилигов и главниот извршен директор на Македонски телеком Никола Љушев. Чест ми е и задоволство денеска со генералниот спонзор на новогодишната прослава ноќта да го најавиме доаѓањето на скопската и регионална легенда за новогодишната вечер, Парни Ваљак и Аки Рахимовски. Аки, мој добар личен пријател, со задоволство го прифати гостувањето, за прв пат да може со своите скопјани да ја дочека новата година како главниот настан во текот на новогодишната вечер. Покрај програмата за 31 декември, денеска беше соопштена и богатата предновогодишна програма, која ќе започне од утре, а ќе содржи детски представи, настапи на улични изведувачи, како и настапи на голем број македонски пејачи. Овој викенд започнува богатата културна и уметничка програма во рамките на Винтерленд, така што од сабота ќе започне со полн капацитет новогодишната еуфорија која што ја организира градот Скопје. Искрено се надевам дека на нашите сограѓани, на нашите блиски, впрочем и на жителите на Македонија ќе можеме да им овозможиме пријатни моменти овдека на градскиот плоштад. Имаме програма која што е наменета за најмладите. Овој настап на театарот за деца и млади со мюзикл, настап на Златно славење на неколку наврати. На плоштадот на Македонија веќе се поставени дрвените куќишки од Винтерлендот. На нив имаме рачни сувенири кои што се изработени, новогодишни украси, книги, божикни подароци, гастрономски специјалитети и разни топли пијалоци со цел да овозможиме да се створи вистинска празнична атмосфера. Главниот извршен директор на Македонски телеком Никола Љушев се надева дека изборот на музичари ќе им се допадне на посетителите. Се надевам дека граѓаните ќе уживаат во она што градот Скопје и ние како партнер во организирањето на овој настан го подготвивме. Тука на плоштадот Македонија признавам дека ова е прв пат кога го гледаме Скопје во многу поразлично руво, со поразлични содржини. Верувам дека ќе побуди интерес за поширокото граѓанство, веројатно и луѓето кои што доаѓаат надворот од Скопје ќе имаат можност малце време да поминат тука во центарот на градот. По се изгледа изборот на изведувачи им се допаднал и на граѓаните. Според нивните одговори на нашата анкета, плоштадот ќе биде вистински избор за дочек на новата година. Новата година каде ќе ја поминете? Па тука изгледа со другарки, со другари или пак може кај некого дома. Нова година кај ќе славите? Па или дома или овде. Новата година каде ќе ја поминете? Па сигурно дома. Новата година каде ќе ја поминете? Па тука ќе ја поминеме на плоштадот. А новата година каде ќе ја поминете? Не знам. Новата година каде ќе ја поминете? А тука јас сум по градот. Меѓу присутните на плоштадот Македонија на 31 декември ќе биде и градоначалникот Петре Шилегов, кој нагласи дека никогаш не би го пропуштил настапот на Парни Ваљак. Скопје деновиве живее во новогодишна бајка. Големиот број украсени куќерки на плоштадот Македонија, новогодишната елка и целокупната атмосфера придонесуваат за убаво новогодишно расположение. Од она што можевме да го забележиме е дека граѓаните се навистина расположени, се шетаат низ скопските улици, се фотографираат со украсите на плоштадот Македонија и со нетрпение го очекуваат дочекот на новата 2019 година.